Здраво на сите кои што ќе слушаат ова проповед, ова мало поучување и навистина ние сме навистина благословени луѓе кои што можеме да бидеме дел од црква, да бидеме дел од она што се случува во Македонија, насекаде околу нас, и наистина сме благословени што сме дел од Божјото царство, кое што е манифестацијата на Божјата слава, на Божјата волја тука на земјата. Така да, ние како христијани немаме никаков изговор, ниту пак имаме можност да се жалиме дека на нам нешто ни фали, дека нешто ни недостасува и дека нешто ни треба. Нас ни е дадено се за живот и за побожност. Ние го имаме Христос, славата, вечната слава во нас живее, надежта на славата живее, го имаме Светиот Дух во нас, го имаме Таткото како наш небесен Татко, ги имаме даровите, имаме благодата, имаме љубовта, имаме праведноста, така да никако христијани немаме никаков изговор да воопшто некогаш се осмелиме да се жалиме или пак да наликуваме на луѓето од овој свет. Така да денес јас верувам дека оваа тема можеби или оваа проповед можеби ќе биде малку по-тешка можеби за некого, може некој каже ова е најлесното нешто и најдоброто нешто, но наистина сакам да ве охрабрам со нешто што верувам дека е збор или пак увод или увид уште подобро за тоа што се случува сега, овие денови, овие месеци, оваа година, ја би рекол за периодот што помина, за она што сега се случува, а ја верувам дека и за периодот што доаѓа. Така да останете трпеливи некои си 20 на минути, 30 минути и ќе навистина верувам дека ќе бидете благословени со оваа порака. Она што јас верувам дека треба да го слушнеме е реалноста кое што она што треба да слушнеме, она што треба да научиме и она што треба да го направиме понатаму се три фази или три чекори кои што секој ден христијанин мора да ги поминува. Значи, првото е да ја слушнеме реалноста на тоа што Христос го направи. Потоа, да таа реалност стане дел од нас, а потоа таа реалност, таа вистина да не движи во животот. Така да јас верувам дека тие се тие основни три чекори, три реалности во кои што секојдневно мораме да се вклучуваме, секојдневно мораме да дозволуваме да не носат или пак да не водат, или пак да Светиот Дух преку нив не води во овој живот или пак она што ние го нарекуваме спасение. Така да, првото нешто за кое што јас би сакал да го спомнам, иако има многу работи за кои што може да се зборува за кои што се дел од овие реалности, али јас верувам дека основата или основната информација или основната вистина која што мораме секојдневно да ја чуваме пред нас, во нас, околу нас, под нас, над нас и секаде каде што ќе одиме е реалноста на праведноста. Јас знам дека мнозина учители, проповедници, пастори, сакајки да ги охрабрат луѓето, сакајки да ги охрабрат христијаните, постојано го нагласуваат моментот или постојано ја нагласуваат реалноста на тоа дека сме синови и ќерки. И тоа е една од реалностите кои што нас ни е дадена. Таа реалност никој не може да ни одземе, таа е позицијата, ја би рекол вака, таа е позицијата во која што јас и ти сме ставени. Значи, да се биде син и ќерка на Бог, тоа е позицијата во која што јас и ти сме поставени. Ние бевме изгубени, ние бевме без татко, или подобро кажам, бевме сираци, и потоа таткото одлучи уште пред било кој од нас да се роди, уште пред било кој од нас да постои, таткото одлучи да не посвои преку својот син Христос. Така да ние заради Христос, заради делото на Христос на крстот и заради воскреснувањето на Исус на крстот, ние станавме негова праведност и потоа ние бевме посвоени, или тоа ја би рекол се случува инстантно, бевме посвоени и се нарекуваме синови ќерки. Али повторно ќе нагласам, тоа е нашата позиција. Видете,
Оно што јас сакам да го воведам како реалност или како вистина, или да го нагласам, оно што Словото ни го кажува како вистина, е тоа дека ние сме сега оправдани и дека праведноста што нас ни е дадена преку Христос, сега е нашиот идентитет. Така да, само да ги раздвоиме овие две работи. Нашиот идентитет не е дека сме синови и керки. Нашиот идентитет е дека сме оправдани, дека стоиме праведни пред Бог. И понатаму ќе ви објаснам зошто го верувам сето тоа. Пак ќе кажам, нашата позиција или нашата состојба е дека сме синови и керки на Бог. Затоа што видите, во едно семејство вие можете да имате еден татко и мајка може да имаат многу синови и керки. Само бидејќи тие се синови и керки, тоа не значи дека тие по дефолт или пак по едноставно веднаш или пак без прашање ќе ја извршуваат волјата на таткото и на мајката, или пак подобро кажам ќе бидат послушни само затоа што тие двајца родители се им мајка и татко. Дали го разбираме овој дел? Значи, они остануваат нивни деца, они остануваат нивни синови и керки, но можат да одлучат да бидат потполно непослушни и всушност можат да одлучат да се спротивставуваат на волјата на таткото и на мајката. Тие се уште остануваат синови и керки, тие ќе останат до крајот на својот живот, ќе останат синови и керки, но можат да се спротивставуваат на нивната волја или пак на правецот на кој што тоа семејство го зацртало. Сега, истовремено, тоа важи за христијаните. Ние сме синови и керки на нашиот Татко Небесен, но не секој син и керка одлучува да го живее својот живот во подчинетост, во послушност и во таа праведност во која што јас ја нарекувам нашиот идентитет. А тоа што мнозина, за жал, иако се синови и керки, не го разбираат и не го знаат нивниот идентитет и затоа се однесуваат како сираци, се однесуваат иако при татко, иако при царство, иако при брат, кој што е нашиот Исус Христос се нарекува нашиот брат и пријател, при Светиот Дух, при Таткото Небесен, при сите овие работи сепак се однесуваат како да се сираци. И многу често ние се прашуваме зошто ти си верник, веруваш, ти си син и керка, но мнозина не ја живеат таа реалност бидејќи не ја вкусиле и не ја разбрале реалноста на праведноста. А тоа што праведноста е нашиот идентитет кој што го зацврстува, или по да кажам, не зацврстува нас во позицијата да живееме и да се однесуваме и да зборуваме и да живееме како синови и керки. Така да, една од најважните работи што јас и ти како христијани сега, тука на земјата, мораме да го разбереме е дека нашиот идентитет е праведноста. Нашата позиција е да бидеме синови и керки. Сега, зошто ова го нагласувам? Нели, ова беше како една мала увертира, како еден мал дел, една мала основа, затоа што во овие времења, во оваа година, во претходната година, каде што, па и претходно, каде што се случуваат многу несакани, неочекувани, драматични работи околу нас, мнозина беа растресени и во нивната позиција, ја би рекол дури растресени во нивното разбирање кој е нивниот идентитет или па како да постапуваат со тој идентитет и со таа позиција. Еднаш пред некој време ме прашаа да напишам некој статус, некој артикл за, не знам за каде беше, и ја го започнав вака. Ја верувам дека тоа е добар збор и беше следново. Напишав, оваа година беше предизвик за сите нас. Сега нели го пишав тоа на англиски и го употребив зборот challenge, што на англиски нели ние не можеме, како да кажам, не се поврзуваме со тој збор, нели на англиски не можеме да го поделиме, но интересно е што додека размислував за зборот предизвик, едноставно како во мене да се роди една цела, како да се илустрираш една цела сцена, каде што го гледав зборот предизвик и како да Светиот Дух ми го разделуваше тој збор и ми посочуваше што све се случува
во овој момент со сите нас, или да кажем со секој еден човек, дали тоа било верник или неверник, али во овој случај да зборуваме за верните, за нас, за луѓето кои што живеат во Скопје, во Македонија, во Европа, во овој свет. И јас сакам малку да зборувам за зборот предизвик. И, нели, нема да навлегувам во тоа какво е минатото, кои се формите, што све тоа значи, но на еден интересен начин сакам да ви го објаснам како јас тоа го видов, како јас тоа го гледав, како Светиот Дух ми го објаснуваше зборот предизвик. И ако можете да го замислите, ако можете да употребите вашата имагинација додека го зборувам ова, можете да ги видите овие зборови, а може би ќе го направиме тоа како некоја техника, па ќе можеме да ги покажуваме зборовите тука на екранот, за да можете да ви биде полесно на вас. Така да замислете го зборот предизвик. И тој збор за мене е составен од два дела. Првиот дел е зборот пред, а потоа доаѓа зборот звик. Океј, само замислете, пред извик, предизвик. И сега интересно е што ако го поделиме тој збор, ќе видиме дека, или па како јас тоа го согледував, дека Светиот Дух прави дело во нас, работи нешто со нас. Зошто работи со нас? Или зашто работи во нас? Затоа што јас верувам дека како и ти, така и јас се молиме и бараме да Божјото царство се манифестира во Македонија. Јас сум верник веќе 25 години и верувајте, од првите денови, од првите недели, јас бев поучен да го барам Божјото царство, да верувам во тоа Божјо царство, да верувам во манифестацијата на тоа Божјо царство, да верувам во исцеление, да верувам во пророкување, да верувам во спасение, да верувам во чуда и во знаци, да верувам во воскресение на мртви. Едноставно бев поучен на таков начин и јас не знам друг начин, јас не знам друго нешто. И јас имаме 25 години, пак ќе кажам, како што и јас, така и ја верувам мнозина, не само пред 25 години, него и предходно, се молеле и верувале дека ќе дојде ден или пак деновите се тука каде што тоа мора да се манифестира. Луѓето мора да се спасуваат во Македонија. Сите тие молитви мора да се случат, да се остварат. И јас верувам дека во овој момент Светиот Дух работи во нас не предизвикува. Ајде ќе кажеме така, Светиот Дух предизвикува во нас. Сега што предизвикува Светиот Дух? Јас верувам дека тој ги предизвикува сите работи што тој ги ставил во нас. Ја верувам дека ги предизвикува сите убавини што ги вметнал во нас. Ја верувам дека ги предизвикува сите богатства кои што ги складирал во нас. Верувам дека ги предизвикува сите целата полнота која што ја спремил за нас. Така да Светиот Дух не предизвикува сега, во овој момент, да тоа што е ставено во нас да излезе на површина. Само еден дел, еден стих, каде што сите се сеќавате на, или сите сте прочитале најверојатно историјата за талентите, каде што нели таму зборува дека на еден му беше дадено 5, на еден му беше дадено 2, на еден 1, и целата таа историја, и потоа има еден друг дел кој што јас секогаш го поврзам заедно со него, каде што вели дека на тој што му е дадено многу ќе се бара од него. И верувајте дека кога разговарав еднаш со Светиот Дух, кога го прашува Светиот Дух што значи овој стих, или што е тоа многу, или што е тоа што нас ни е дадено, Светиот Дух ми зборуваше дека тоа е благодата што е ставена во нас. На кому му е дадено многу благодат, голема мерка на благодат, Бог ја бара назад таа мерка, таа благодат манифестирана да му се врати на Бог. Или подобро кажам, кога ние велиме јас ти давам слава Господи, верувате дека јас и ти не знаеме или пак не сме наследиле слава од нашите дедовци, од нашите татковци, од нашата култура. Таа слава таа е некоја човечка, таа е некоја замислена слава, но вистинската слава која што ние велиме Господи ти давам целата слава, ти мораш некаде да ја имаш, мораш некаде да ја поседуваш. Таа е таа благодат која што е ставена во нас, која ќе биде допрена со нашата волја, која ќе биде допрена со нашата имагинација, која ќе биде допрена или измешана со она што ние го правиме за Господ. Нашите напори, нашите желби, нашата вера, кога тие се спојуваат, делата што произлегуваат од тој спој, кои што донесуваат
зачудувачка состојба како во нас и во другите луѓе, каде што велат како е ова можно, или пак се случуваат чуда и знаци, таа слава ние зимаме и велиме тебе ти ја даваме, Господи. Така да, на тој што му е многу дадено, а верувам дека на сите нам не е дадено многу благодат, многу таленти, многу помазание, големи повици се дадени за нас, верувам дека тоа е тоа што Светиот Дух го предизвикува во нас. Значи, тоа е предизвик од Светиот Дух. Сега, само да го објаснам овој дел, дека самите зборови пред и извик, што значат тие? Ја верувам дека значат три работи. Барем ја три работи ги, како да кажем, ги воочив, ги увидов. А тоа е дека пред да Светиот Дух те повика, значи пред да те извика, Светиот Дух прави процес во тебе. Тоа е првото нешто. Значи пред извик, пред да те извика, пред да те повика, пред да те стави во таа комоција, во тој момент, Светиот Дух те извикува. Значи пред да те извика има процес. Нема да навлегувам во сите детали, иако можам да ги објаснам, нема да навлегувам во нив, али тоа го прави Светиот Дух. Пред да те извика, прави нешто во тебе. Во моментот кога Светиот Дух го пред да го извика или пред да го извлече она што е ставено во тебе, значи постои момент каде што работи да те спреми, спремен си, подготвен си, и сега доаѓа друг момент, друг процес каде што тој сега го извлекува. Значи, иако претходното беше само те повикува, значи пред да те извика, прави нешто, второто е сега веќе прави нешто, како ние велиме не ми гази на нога. Нели кога некој ќе ве згазне на нога, рипате, извикувате и кате немој да ми газиш на нога. Така истата процедура, истиот процес е со Светиот Дух. Едноставно Светиот Дух прави нешто во нас. Притиска некое копче, боцка некаде, не подбуцнува некаде каде што ние извикуваме и знаеме дека сега сме извлечени, веќе сме сега видливи. Сега сме видливи на таа површина и сега сме активни во таа служба. И третото нешто што јас верувам дека Светиот Дух го прави е буквално го предизвикува преку тоа дело во нас, преку нас ги предизвикува сите небески сили околу нас кои што гледаат, ја предизвикува темнината околу нас да реагира. Така да не се чудите ако во овие моменти се случуваат невообичаени работи, дури се случуваат притисоци, се случуваат напади, тоа е затоа што тој предизвик е активна форма или пак активно действување на Светиот Дух, кој што сега преку нас, преку црквата, ги предизвикува нештата да излезат на површина, за да можеме ние сега преку мудроста, преку силата, преку даровите, преку она што сме опремени да се справиме со нив. Така да, ја не знам за вас, но мене ми се допаѓа зборот предизвик. Сега, само за да не останеме должни, да не останам должен, а да не го кажам тој дел, дека постојат две суштества што во овој момент те предизвикуваат. Првото го спомнавме, тоа е Бог, но Бог не предизвикува за да не измами, за да не затече во некоја неспремност. Бог не предизвикува затоа што сака да ние соработуваме со Него, да ние ја искористиме таа благода, да искористиме таа вера, да искористиме таа надеж, да го искористиме животот за да ја исполниме Неговата волја, да го исполниме она за што сме повикани, да уживаме во Неговото присуство, да уживаме во делата што Тој ги приготвил за нас, да уживаме во сите луѓе што ги повикал да ни бидат пријатели, па дури и непријатели, бидејќи Он самиот вели љубете ги непријателите, али едноставно да уживаме во сите денови. Давид во псалмите вели дека јас ќе уживам во секој еден ден затоа што ти си со мене. Ако Давид можеше да ужива во псалмите пред Христос со Бог, замислете колку повеќе ние можеме да уживаме преку Светиот Дух, преку Неговата радост, преку Неговата праведност, преку Неговиот мир, преку Неговата надеж, преку Неговата љубов. Ние можеме буквално да се стопиме во тоа царство и да уживаме во секој еден момент и да му даваме благодарност на Бог. Сега, покрај Бог,
постои и уште едно суштество кое што го нарекуваме нашиот непријател. Тоа е ѓаволот. Истиот тој, знаејќи, познавајќи не, или по да кажам, знаејќи што све нас не е дадено, ќе не предизвикува. Значи, истиот збор предизвик, но исходот, резултатот, или по да кажам, причината зашто е предизвикот е скроз погрешен, или по да кажам, многу е полош, или пак е страшен. А тоа што непријателот сака да те предизвика да почнеш да се сомневаш, да почнеш да се плашиш, да почнеш да го предизвикуваш, или не може би не да предизвикуваш, или него да едноставно да се бунтуваш против она што Бог го вели за тебе, лично за тебе. А тоа што ја верувам дека, ја би рекол сите што го слушаат ова, а и дури тие што го немаат тој дел, да кажеме, се уште не се верници, а имаат добра можност да станат после оваа проповед, на тебе ти е дадено многу. На тебе ти е дадено големо богатство од неговата љубов, од неговата праведност, од неговите дарови. Така да ниеден човек нема изговор. Римјани 1 глава ни вели дека ниеден човек нема изговор да не верува во Бог, бидејќи се околу нас зборува за неговата сила и за неговата природа. Значи се околу нас зборува, природата зборува околу нас. Така да сите уочуваат, знаат дека Бог навистина постои. Така да непријателот не предизвикува истовремено. Не предизвикува со што? Не предизвикува со искушенија, не предизвикува со неволји, со притисоци, со една цел, да не оддалечи од што? Од нашето разбирање на нашиот идентитет. Кој е нашиот идентитет? Нашиот идентитет е праведноста. И затоа, може би следниот пат или некој друг пат ќе земам време да објаснам уште малку за праведноста. Ако сакате да читате за праведноста, најдобро место, ја би рекол едно од најдобрите места за читање на праведноста е Римјани 5 глава. Значи Римјани 5 глава, имате преку 10 стихови каде што објаснува за тоа дека ние сме сега оправдани. Објаснува дека праведноста доаѓа преку дарот на благодата. Вели дека гревот дојде, смртта дојде заради гревот, но животот и праведноста дојдоа заради Христос. Имате една цела палета, една цела глава на прекрасни стихови и навистина ќе биде премногу да ги читаме сите, али иако тие живи извираат од нас, тоа е реалноста. Ние сме оправдани и немојте ниеден предизвик, да ниеден демон, да ниеден ѓавол да го растресе тој момент, таа реалност, бидејќи ние сме сега оправдани, тоа е нашиот идентитет и ние сме сега поставени во позицијата синови и керки. И овие две не ги делам, не ги разделувам, но ги објаснувам за да не ни се мешаат поимовите. И ти можеш ја можам да кажам и за тебе, како и за тебе, така и за мене, дека јас сум праведниот син, или пак дека ти, ако си женско, ти си праведната керка. Така да тие две не ги разделуваме, но заради ова објаснување е добро да ги познаваме овие и позиции и идентитети, затоа што ќе ни служат како за разбирање на верноста на Бог, на она што Бог го прави во нас, а истовремено за заштита, знаејќи како да се браниме. И верувајте дека едно од најголемите оружја за нас ќе биде реалноста на праведноста. А тоа што основата на Божјото царство е праведноста, мирот и радоста во Светиот Дух. Така да, Римјани 14:17, али ова е наистина битно. И на таков начин ние се бориме против сите искушенија, сите притисоци, сите непогодности кои што можат да не снајдат, да пробаат да бидат против нас, да се обидат да бидат против нас. Така да останете во оваа праведност, останете во оваа реалност, останете во убавината на тоа да бидеме синови керки и навистина јас верувам дека не постои сила која што може да не надваса, не постои сила која што може да не спречи
да го напредуваме или да бидеме дел од оние кои што го напредуваат или пак овозможуваат да Божјото царство се шири во Македонија, да Божјото царство се манифестира во Македонија. Така да ја ве благословувам сите, ве благословувам со силата на Светиот Дух, да нека даровите се манифестираат, нека убавината се манифестира преку вас, нека талентите бидат излеани преку нашите животи и наистина верувам дека за нас кои што веруваме не постојат лоши времења. За нас кои што веруваме во Христос не постојат тешки времења, него постои само предизвик во кој што ние одлучуваме како ќе се справиме со него. И јас верувам дека од денеска зборот предизвик нема да биде нешто негативно, туку ќе биде нешто кое што ќе стои во нас како процес, како делување на Светиот Дух во нашите животи, да го извлече од нас, да ја извлече таа благодат, да ја покаже, да ја манифестира таа благодат што самиот тој ни ја дал, за да можеме ние да живееме со таа благодарност и да му даваме слава на Бог постојано. Така да ве благословувам повторно и навистина верувам за прекрасни работи, за прекрасна црква, за прекрасни во Македонија, за прекрасни случувања. Така да останете здрави, живи, паметни и останете вкоренети и со вашите очи вперени во нашиот Господ Исус Христос. Божи благослов.